Во спортската сала на средното училиште Перо Наков викендов беше одржан вториот меморијален турнир во чест на Јасмина Голубовиќ, име кое остави длабоки траги во кумановскиот женски ракомет. Турнирот беше организиран од Сдруженијето на ракометни ветеранки Куманово, а се одигра под мотото "Годините не се пречка, победи ако можеш, изгуби ако мораш, но никогаш не се откажувај". На турнирот покрај домашната екипа учествуваа и ветеранките од Гевгелија, Богданци и Струга. Овој меморијален турнир беше збогатен со учество на повеќе генерации на ракометарки со кои Голубовиќ настапувала во нејзината кариера. И на овој турнир, како и минатата година, зборови на благодарност за организирање на спортскиот настан упати ќерката на Голубовиќ, Милица Ѓоќ-Ѓуриќ, која што живее и работи во Црнагора. Danas igramo u čast moje majke, vaše legendarne rukometašice, igramo u slavu života. U slavu svih godina koje su zahvaljujući vama iz tuge prerasle u ponos. Svaka poruka koju ste mi poslali, svaka uspomena na moju majku koju ste podijelili, svaka fotografija koju ste mi dali, učinile su da se više nikad ne osjetim usamljen, već da budem ponosna dok sam živa. Meni i mom bratu učinili ste životnu čast da smo dio ovog spektakla koji se pravio srcem, a organizovao dušom u čast naše majke, za koju je rukomet bio život. Председателката на Сдруженијето на ракометни ветеранки Куманово, Елена Радиќ, се надева дека турнирот следната година ќе добие меѓународен карактер. Само ќе кажам едно. Добро е што сме дошли на оваа идеја да направиме нешто вакво големо во нејзино име, бидејќи и таа била голема во се што работела. Меморијалниот турнир за Јасмина Голубовиќ е поддржан од градоначалникот и Советот на општина Куманово. За отворен го прогласи председателката на Советот Ивана Ѓоргиевска. Ние од Советот на општината Куманово и градоначалникот секогаш ќе го поддржуваат спортот во Куманово затоа што еве какви генерации излегуваат. Меѓутоа, лично како председателка на Совет на општина Куманово, не како член на Сдружение, него како индивидуа, кога ќе видам ваква женска енергија, се воодушевувам. Браво, ракометарки! Првото место го освоија ветеранките од Богданци, како второ пласирани завршија Струга. Третото место им припадна на ветеранките од Гевгелија, додека четврти беа ветеранките од нашиот град. Јасмина Голубовиќ во 60-тите години од минатиот век представуваше синоним за ракометна умешност и останува во историјата на женскиот ракомет во Куманово како апсолутен рекордер во настапите за родниот град и постигнатите голови за ДТВ Партизан Куманово.